Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце секој ден од понеделник до петок од 20 до 22 часот. Во раце држам CD албуми, една ретка работа на која јас сум навикнат и која мене ми е многу природна, затоа што вечерва имам гостин во емисија, тоа е господин Отичев од Chromatic Point. Chromatic Point се македонски бенд. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, фала многу вака што ни отстапи простор во твојата емисија, баш ни е задоволство и чест. Вам ви е задоволство и чест, мене ми е срам, бидејќи ја поникнав од една 103 и се сметам дека пред се сум музички новинари, дека колку толку имам представа што се случува со музиката. За жал, благодарејќи на нашиот заеднички пријател и мојот колега, кој работи во моментот заедно со вас на една видеореализација, разбрав за вас. Не само што постоите, туку вие имате 3 албума издадено и ова ми е просто неверојатно. Добро сега се случува нешто да ти пројде, да не го видиш. Срамно е тоа. Плюс тоа станица 26. Знаеш ли дека ја не спијам од таа станица 26 кај што вие сте настапувале снимкава, а јас сум залепен до неа. И јас близко таму живеам, знам имаш пуштено снимка. Темпера баш беше. Темпера, да. Ама мите ме фати за уши и ме донесе баш до таму. Благодарејќи. Ете, стекнуваме некакво познанство, па следниот пат сигурно нема да промашам. Здравје нека. Вака, вие спаѓате во една многу интересна, ретка и висока музичка форма, не затоа што е поп или рок или како веќе ја ставате, но музичка форма која бара големо познавање, инструментализам, музицирање и синхронизирано свирење. Значи, вежбањето ви е неверојатно страшно, звучите и сте увежбани. Знаеш како ние па за некој чуди не вежбаме толку како што мислат луѓето, да. Не, мислам не дека не вежбаме, вежбаме, али како да кажам, не е ништо страшно, не е ништо што не може да се изведе или толку комплицирано, така да можда така звучи, али ние се чувствуваме комотни додека го правиме сето тоа. За да не ме гледаат моите гледачи кои не сакаат како теле ушаре на врата, што викаше татко ми, ајде да бе илустрираме првин, кој сте, што сте и какви сте со една нумера која се договоривме дека на најдобар начин ќе ве представи на мојата публика. Вака, ние сме инструментален бенд, свириме прогресив етно метал. Во музиката се трудиме да вметнеме етно елементи од нашето поднебје. Затоа што сметаме дека секој треба да биде оригинален од местото од каде што потекнува. Сега можда, на зафрканција многу пати кажуваме, англосаксонски аранжмани биле тоа. Со гитари, со бубњеви, со се тоа, така е. Не сме ние го измислиле рок-н-ролот или хеви металот. Меѓутоа, сепак можеме во таа форма да вметнеме нешто што ќе биде наше препознатливо за светот, а верувај дека досега кој како слушнал, а слушнале многу, и во Шпанија, и во Америка, и во Јапонија ни стигаат најпозитивни коментари, луѓето се баш изненадени од таа комбинација етноритми и мелоритмички, хармонски овакво спецификации во еден аранжман кој што е металски, гитарошки и така. Режија, ајде да илустрираме, пуштите една тема па да го продолжиме разговорот со гостинот.
Chromatic Point ги видовме со ова соработка и колаборација со Синтезис и навистина еден убав спој. Ова, Душко, морам да ти признам дека често пати, бидејќи во 103 се сретнувавме со многу жанрови од музика, например електронската музика кога беше во подем, она бараше некоја форма, идентификација и често пати земаше етноси, индиски, миндиски, вакви, такви, и на техно ритам само налепува. Така, имам слушам. Кај вас, малку поинаку е таа интеграција помеѓу она што е музички стил, што вие го сакате и го слушате и што е некаков мејнстрим во, да речеме, во тој сегмент на музика, а сепак добро и како да кажам, структурно инкорпорирано, не налепено онака едно преку друго. Да, не по секоја цена. И како успевате ова да го направите? Баш ме интересира тој креативен процес. Па види сега, значи, имаме осет, веројатно, за да знаеме кога нешто добро звучи, кога не звучи. Сега, да не излезе дека се фала, мама, еве, тројца од членовите се, вклучително и јас, со музички факултет, така да не ни е проблем да склопиме било какви стилови и да ги искомпонираме вака да звучат воедно. Тоа значи дека добро ги познавате и академски музичките правила и форми на музицирање, компонирање, хармонија. Така, да. Имаме, мислам сега, имаме познавања, така да ги користиме тие знаења во компонирање на песните и мислам дека тоа се слуша. Се приметува кога нешто е фатено аматерски, кога е така сакал нешто да нафрли таму, да направи, да залепи, а се гледа кога е нешто добро сработено. За сега барем коментарите се позитивни, а и ние сме задоволни, значи стоиме позади секоја нота која што е таму отсвирена. Ај кажете ми прво, Chromatic Point кога е формиран? Негде 2010-та, крај на 2010. На 2010. Стар бенд сте. Стар бенд сме, па така е, 8 години веќе стар. Пред емисија му кажав на Душко, викам, уште го памтам, вака го гледав, му викав на Курт Кобейн, ало, нашата пуштија. Колку децении помина и како иде времето. Но ти благодарам што ми укажуваш чест. Јас сум диносаурус, стар, иако имам некој бекграунд за музика. Ти благодарам и на тебе, мислам. Но мислам дека ова вие што го правите треба да има поширока афирмација, бидејќи сепак и една соработка со Синтезис и Синтезис ве почувствувале и разбрале со кого имаат работа. И да, они беа многу срдечни, без никакво размислување ни излегува во пресред. Така да баш сме изненадени, а имаме на истиот албум, на вториот, Слики во старата куќа. Извини, кој е прв, кој е втор, кој е трет вака? Прв, втор, трет. Добро, одлично. Се надевам четвртки има тука до година. Во вториот албум и браќата Тавитјан ни се гости на една песна. Значи, ај вака да го отвориме. Првиот албум е издаден 2011-2012, снимен Душко Ичев, тоа си ти на клавиатури, Ален Спасевски бас гитара, Ален е тука, поздрав до него. Поздрав. Саше Бранковски гитари и Владко Ѓорѓиевски Далтон тапани, кој ме фасцинираш. Извини, тоа ми е... Да, го знаеш. Благодарна соработка Виктор Трајански, гитара Разловци 1876, Малешевска речица и така натаму. Овдека па ги спомнувате и песните со кои ви се, например, на некој начин, еве, уверте, Троскот, Малешевска речица, Рожба, инспирирано од Стефан Бранковски, да, Разловци 1876 година. Интересно е како ги спојувате овие работи. Повели? Абе, види, сега, како што кажав, музиката си носи свој печат на еден начин, кој што потекнува од нашето поднебие, од нашиот етнос. Сега тоа мора некако да прозвучи и преку насловот, нели, на самата песна, така да се трудиме да ги споиме аудиовизуелно работите некако. Кога слушаш песната, етното и насловот треба малце да бидат сврзани. Пошто ние немаме текст во музиката, еви кога има пеење, и после во новото видео што ќе го пуштиме примерно кај тебе, за новата песна, има хор, мешан хор, кој што не пее текст. Значи се трудиме да се оградиме од
било што дава асоциација на слушателот. Секој сам треба да ја доживее музиката и да ја свати на свој начин. Можда насловот на песната ќе даде некаква насока, ама и тоа е многу, како да кажам, поле за широка дискусија. Секој си ја сваќа на свој начин. Тоа нас ни беше и целта. Режија, ова што пушташ се сцени од новиот спот? Не, добро. Немој оти, ќе ти дојам со хебла горе и ќе видиш како се менја задња гума од трактор. Така. На вториот албум, пак покрај гостите Тавитјан и Синтезис, на тапани е Филип Јездич. Да, првиот албум е снимен со Владко Нушев, сега се презива. Добро. А веќе од вториот албум, тој поради премногу обврски го напушти бендот и од тогаш па до сега работиме со Филип Јездич, значи тој е бубњар на вториот, на третиот албум, еве со него сме, супер ни тече соработката. Он е еден млад Филип го видовме преска на првиот спот. Филип, Се извинувам, да. поздрав до него. Стварно ме фасцинираш. Да, а Владко Нушев инако е бубњар во бендот Верка, еден култен македонски метал состав. А они првиот нивни настап го паметам уште на 103 кога излегоа на тој рок фестот и победија со тапан кога излегоа со селски тапан, така, да. Феноменално звучи. Познати се мислам, вака меѓу таа публика важат за култен состав, да речем. Жално е што македонската публика обично ги меша вулгарното, свадбарското, тезгарското со многу алкохол и тука помеѓу патриотизмот и цеца ќе им се измешаат работите и едноставно како да ни се затвараат ушите за поестетски работи. Но гледам дека еве се создава една убава синергија. Тавитјан, Синтезис, вие, различни жанрови, различни природи, а сепак една заедничка основа, а тоа е нашето поднебе, нашата култура, цивилизација и културно наследство. Види, ако слушаш и сериозна музика што ја викаат, и Бах и Бетовен, и Чајковски, и Корсаков, и кој сакаш земи, не знам, помодерни автори, и еден Франц Лист кој што унгарски рапсоди има за клавир многу познати, сите тие во својата основа се ја земаат народната музика од својата земја. Thank you very much за кажаново. Јас ќе кажам, многу пати сум кажал, е пак најчиста и најбогата форма во цел свет, не само кај нас, не е дека ние најбогат фолклор имаме или било што. Вистина е дека нашиот фолклор е многу богат, меѓутоа секоја земја во целиот свет и домородни племиња и сите имаат многу богат фолклор. Ништо не е паднато од небо. Се потекнува од таа фолклорна народна музика, е сега што е тоа што викаш ти извулгаризирано со кафани, со алкохол, со не знам веќе турбофолк што се не, тоа е веќе одлика на модерното време и можеби на потребите на модерниот човек. Меѓутоа, сето тоа е, како да кажам, на штета на тоа што било претходно, на тоа што треба да биде квалитетно, што треба да биде слушнато. Така да. Апсолутно се согласувам со тебе, затоа што кога би ме прашал некој што па, знаеш, кога се расправаме, што има, демек, во традиционалната германска музика. Викам, за разлика од нашата од пред 300 години, што ретко можеме и да запамтиме, а германската традиционална од пред 300 години го имаме Моцарт, го имаат. Тоа е веќе дел од нивниот фолклор. Ба, го имаат, повеќе да не зборуваме за други, мислам, значи, Бетовен. Ние може да го ставиме да... во класика и во што сакаш, ама тоа е веќе дел од нивниот фолклор и ги обликувал до ден денеска. Затоа ние треба да ги препознаваме артистите додека се живи, а не од после па да се чудиме што не снашло, бидејќи живи луѓе ги создавале овие песни кои ден денеска, за жал, не ги паметиме. За жал не ги паметиме. Знаеш како е приказната со Бах? Он во своје време не бил познат. Меѓутоа 100 години после неговата смрт тој бил поново откриен. Феликс Менделсон го представил пред, да речем, пред публиката и од тогаш Бах доживува свој вид на ренесанс. Така да таа иронијата, не знам, на многу уметници во
својот животен век да не бидат познати. Бил бах познат да како оргулјаш, меѓутоа како композитор го знаеме од времето на Менделсон па до денес. Така да не ме чуди тоа што сега не дека ние не знам нас не затвараат или не цензурираат, не знам. Има некој свој виден бойкот за оваа форма на музика кај нас. Голем бойкот. Како го чувствуваш тој бойкот, тоа ме интересира. Па види, бойкот е никој да не ти отстапува простор на ниту еден медиум, со секој честни исклучоци. Значи, морам да кажам дека многу луѓе немаат исто излезено во пресред. Немаат викнато како гости во емисии, имаат пишувано за нас во весници, меѓутоа тоа се сведува на многу малку, знаеш. А факт е дека што ќе му понудиш на народот, тоа ќе консумира. Така го воспитуваш. Тоа е факт. Еден парадокс, многу пати за фестивали кај што сме аплицирале од нашите фестивали, кај што се собира маса народ, изговорот на организаторите цело време е: знаете, вие малце тешка музика, сте металики, сте вакви, онакви, идат луѓе, баби со внуци, со ова, со она. Јас ќе им кажам на тие, им кажувам, ние сме свирале во Делчево, во Кочани, еве свиревме сега за 11 октомври во Прилеп, на отворено, кај што може секој да пројде и да застане и да слуша. И баш помнам на тие настапи луѓе кои што случајно поминуваат баш таа категорија на пензионери со внуци, со мали деца, со се, сите застануваат и слушаат до крај, а дури некои од тие после завршувањето на тие наши настапи доаѓаат и кажуваат дека им се допаѓа музиката, бараат CD-а. Така да јас не се сложувам со тој факт. Не сте вие за народот. Добро, окей, за шо сме? За наркомани, за вештерки, за тоа ли сме? Не, вам ви фали некоја силиконска цицла да ги покаже цицките. Или можда да подобро е некоја со цицки да излезе пред малите деца и вака како кола. што искачат. Така, пошто нели ние не сме... Како што искачат. Така. Или можеби некоја културно-уметничка работничка која има неколку документарни филмови на интернет ставено И во по други јахта страни. и така натаму, па се поздравува после председатели сите ќе ја примат најсрдечно и она е многу популарна, а не знаеш ни една песна. Така, но зато и го знаеш видеото. Како и мојве гледачи, немој да мислиш дека се нешто подобри или јас сум подобар. Ја реков, да, културно-уметничката работничка со порно од јахтата го знам, вас не ве знаев доскоро. И тоа е мојот срам и срамота и жив доказ дека сте во право. Види, секој се труди, како да кажам, секој се труди да каже нешто и да биде слушнат. Сега на кој колку му успеало и кој на каков начин тешка успеал, форма имате, морам да признам, тешка форма е инструменталната форма. Ама ако послушаш, нема да ти биде толку тешко. Не, се согласувам. Дали веќе ве чеша, можеби, да имате некоја соработка, колаборација, ама да речеме со некои исклучителни индивидуи. Например, мислам дека Тавитјановци, кои во својата рамка на еден джез, и тоа многу длабок и тежок и некомуникативен джез, спојувајќи македонскиот етнос, направи една убава синергија со овие популарни пејачи. Не викам дека вие тоа треба да го направите, но македонско срце чука во 2/3 и така натаму. 7/8, 2/3, 4/4. Да, младото со бурекот. Со бурекот, да, ја одма бурек сечам. И ми се допадна. Тоа не е лош проект. Секој е чест, тоа значи многу добро, пак ќе кажам, и тие се професионалци и знаат како тоа да го спакуваат за да звучи. Ми интересира дали вас ве чеша нешто вокал, да текст, да ви кажам. Вака, значи многу пати сме разговарале на таа тема и некои членовите на бендот сакаа и се уште сакаат да пробаме со. Ние дури еднаш бевме спремни да направиме таков, да не речем компромис, нели се треба да се проба. Ама некако не успеа заинтересираните страни, да речем, од бендот и вокалот да се договорат. Имавме неколку наши, сега да не ги споменувам по име. Не е важно. Познати пејачи што се од помладата генерација ни пишуваат на вака кој ќе се видиме. Леле, жити се, дај со вас да испееме една песна, да направиме нешто јако, супер се. Арно, ама додека ние не осетиме дека е право време или додека во глава не ни прозвучи дека треба да има пејач, респект. Нема тоа да го правиме по секоја цена, знаеш. Ако не го почувствуваш и така. Еве на новата песна сега што прв пат пак ќе кажам ќе ја пуштиме, премиерно овде кај тебе. Кога ја правевме песната, мене во глава ми зазвучи цел хор.
им кажав на другарите, викам, другари, мене ми звучи хор. Ален баш донесе една тема, ја свириме, викам, овде, викам, има простор да вметнеме хор. Како хор? Викаме така, цел хор, тука да пее. И ете, има хор. Ние сме многу задоволни како е излезено, сега ќе слушнат и тие што не гледаат. Дали е тоа песна од овие албуми? Не, тоа е, значи ние работиме на нов материјал, овие 3 албуми се нели веќе издадени, последниот 2016. Ајде стани. Камерманов малце да се растрча. Пази телефон. Пази телефонот. Нема гајле, iPhone е. И онака е скршен више. iPhone, да. Да. Еве ги. Здравје до година планираме да извадиме и 4-ти албум. Здравје, да видиме како ќе се движат работите, така да ќе има таму песната во новиот албум. Имаме многу идеи, сега за сега, тоа што ме праша околу вокалот, се уште... Добро, хорот што настапува е жив хор, ангажиравте на вистина луѓе или тоа е синтетизирано, Ние семплувано? пееме од бендот, јас, Христијан и Ален, плюс викнав мои колеги, кои што знам дека добро пеат, а и ние сме пееле по хорови во средно, на факултет, така да исто и женскиот хор е од дипломирани соло пеачки, кои што ги викнав колешки мои, кои што благодарност голема еве до нив во ова прилика да кажам, кои што без никакво размислување прифатија да дојдат и се одработија работата. Дел од нив и не слушаат ваква музика, може да имат и предрасуди, не знам, за ваква музика, меѓутоа одма од прва сите прифатија дојдоа снимија. Не можам да им се одолжам ни со пари, ни никако. Мислам, стварно ми беше кејф и задоволство. Морам да признам дека ми причини вистинско задоволство. Благодарам што за овие копии со задоволство ги изслушав, Со бидејќи здраве да ги ја не сакам да слушам. слушаш. На YouTube се информирам, но јас сум од старата гарда, големи Друго звучници, е YouTube, појачало, друго друго е е стерео. Бидејќи морам да признам дека вашето музицирање и продукцијата се многу квалитетни и навистина е задоволство во еден добар hi-fi амбиент со добра опрема да се изслуша. Па не е се лошо. Сега денеска слушаат младите на телефони, најефтини слушалки, ретко кој како тебе седнал дома на квалитетно звучење да вложи, да седне да слуша музика и да ужива во тоа. Но Се јас сум од оние инстант- диносауруси што на одумирање. инстант стриминг, гледам сега се враќаат на плоча, на мода плочите, Винил, да, да. винилот, тоа е многу добро. Тоа е многу добро, меѓутоа сепак се е сведено на дигитална форма, на стриминг на YouTube на лош квалитет. Абе, не ми се свиѓа ова, одма ќе сменам. Не, седни 10 пати и слушај, па тогаш дај оценка. Ти благодарам за гостувањето, ти благодарам за информациите што ги сподели и те молам, најави го спотов како што доликува, бидејќи ја не знам ни како се вика, ни што имаш да кажеш за Но него песна и со после спот, тоа да иде. Песната се вика Стамп и дадовме намерно англиско име, тоа значи печат или да имаш свој став за нешто, така да се надеваме дека ова песна ќе остави свој печат во нашето творештво пред се. Ги има сите карактеристики кои што ги имаат песните до сега што сме ги правиле, така да се надевам дека овој се прв пат ќе ја пуштиме песната и од сега натаму веќе ќе има и на YouTube. Пред 10 минути ставивме да биде и на YouTube, така да фала ти многу и тебе за поканата, стварно ни беше чест. Мене и голема благодарност и од другарите. Па здравје, се гледаме у следна прилика, ајде, само за убаво.